Трамп денеска се враќа во Белата куќа. Долг е списокот на ветувањата на Трамп. Како ќе изгледа инаугурацијата и што ќе се случува денеска во Вашингтон? Кој се ќе присуствува таму? Зборуваме во продолжение со Дејан Андоновиќ. Добро утро посакувам и за денеска. Во издачаен ден не само за Америка, туку и за светот. Првин да кажам информација која веројатно сите оние новинарски извештаи кои ги гледаме почнуваат со кој ќе биде, што ќе биде, како ќе биде, но никој не каже кога ќе биде. Зборувам по наше време, значи таа ќе почне по Гринич во 17, односно по средноевропско време во 18 часот, значи кај нас луѓето кои сакаат да ја следат оваа инаугурација ќе може да ја гледат на некој од телевизиите странски или кој ќе ја пренесува во 18 часот. Значи традиционално во 12 на пладне ќе започне инаугурацијата на 47-миот американски претседател и прв по не знам колку години, можеби 100, на еден претседател кој бил во Белата куќа, па не успел да биде реизбран, па сега повторно е реизбран. Испишува историја. Испишува историја. Доналд Трамп во својот стил, додека испишува историјата, веќе најавува, тој веќе најави големи ветувања, но и почна да потпишува декрети. Едно од она што ми падна во очи утринава е дека веќе им наредил на своите соработници веднаш инаугурацијата кога ќе престане да стапат во контакт и да договорат макар телефонски разговор со Владимир Путин, ако не и средба, и покрај тоа што имаше шпекулации дека тие веќе се слушнале, но зборуваме сега што е официјално. Тој планира да што побрзо се слушна со Трамп или да се оствари разговор со Путин, за да запре оваа војна која зема се поголем замав и покрај тоа што медиумските извештаи многу не даваат до значење. Значи Трамп денеска влегува во Белата куќа и официјално ја презема должноста, реков во 18 часот по наше време, потоа е претседател, Бајден си заминува. И она што е куриозитет е дека ќе биде внатре, нема да биде надвор инаугурацијата. Да, временските услови не им се погодија. Студено веќе почна да зборат студена инаугурација нарекуваат. Има голем број на повикани светски од државници до личности, но ги нема оние, да кажеме, што важат за негови големи поддржувачи како што се Орбан и некои други политичари кои изјавија дека немаат потреба да дојдат на инаугурацијата, бидејќи нивните комуникации и односи се толку добри што нема потреба сега нели нешто да дополнително додадат таму, туку ќе соработуваат у наредниот мандат. Значи денеска инаугурацијата, јас многу не би зборувал околу неа. Она што исто куриозитет е дека традиционално како и сите американски претседатели на инаугурацијата, претседателска ќе се заклонат на Библијата на Абрахам Линколн, но Трамп и минатиот пат, така? Мандат и сега ќе се задржи својата лична традиција, да, ќе беше едно од прашањата специфичен дури и во овој дел. Па добро, ете, можеме да кажеме на две Библии, и тоа не е ради бројката, туку таа втора Библија покрај оваа традиционалната на неговиот некогашен претходник Абрахам Линколн. Оваа втора Библија е на мајка му ја подарила пред не знам колку години, и тоа би го сметал као една семејна вредност и давање на индивидуален печат. Трамп по самиот по себе има индивидуален печат, значи ова е уште еден негов индивидуален печат да покаже дека, како што рече и самиот, едно од главните задачи во неговиот мандат е да го врати Господ во Соединетите Американски држави. Веројатно ова е некоја символика. Како и да е, ќе видиме што ќе биде, ќе видиме како ќе помине. Големи безбедносни мерки, јас сега не би навлегувал тука многу, тоа се извешта и од теренот, ние не сме на теренот и не знаеме, но оно што можем да видиме дека и оно што може да се логично очекува е дека безбедноста мора да биде зголемена, бидејќи барем така велат експертите. Тие што биле ангажирани во претходните инаугурации, дека за разлика од претходната на Бајден и претходната на Трамп, безбедносната опасност за евентуален инцидент или евентуална опасност за самиот Трамп е 4 пати поголема. Така велат тие. Сега колку е тоа се вистина или не можем да потврдам, но ако така велат тие, зошто да се сомневаме дека не е така? Така да ете, внатре ќе биде многу луѓе,
ќе почне со своите ветувања, ќе се заколне и ќе го преземе мандатот. И сега 20 јануари ќе помине. Утре е 21 и тој веќе треба да почне да реализира она што ветува, има историска улога, повторно ќе кажам. Прв председател после подолго време кој се враќа. Второ, Трамп самиот по себе специфичен ќе влезе во историја, не само као 47-ми председател, туку како специфичен политичар и председател и бизнисмен. Трето, еве се обидува ова со Израел да го прикаже дека е негова заслуга и покрај тоа што администрацијата која се заминува или се замина веќе, Бајден, вели дека ова било договорено уште пред 2 месеца, но Трамп вели јас да не победев, можда немаше се реализира. И сега тоа се тие приказни, ќе видиме. Израел, ова е обид на Трамп да каже, еве, уште не седнав на председателската функција, веќе го решив проблемот со Израел, иако тој е далеко од решен. И сега следно е ова што го реков на почетокот, ги задолжил своите најблиски соработници веднаш да му организираат, издал декрет, буквално така велат западните медиуми кои се јавуваат од таму, веднаш откако ќе даде ова своја инаугурација и ќе се обврзе дека ќе служи во интерес на граѓаните на САД, ќе го почитува уставот, законот, да се разговара со Путин и да запре војната во Украина. Да, има многу специфични моменти во делот на неговите ветувања. Споменавме дека списокот е долг и светот е вчудоневеден од неговите ветувања. Да споменеме некои од ветувањата кои што ги кажа, а кои што го изненадија светот. Па има големи ветувања. Ајде ќе кажеме и тоа дека ветуваше дека ќе го укине TikTok, го укина, нели, кинеската социјална мрежа, но еве направи еден политички потек, би рекол, PR потек и му дозволи на TikTok да работи. Само неколку часа беше исклучен. Неколку часа беше исклучен за да покаже својата моќ и своето ветување. Ако не се лажам, на неговата инаугурација ќе присуствува всушност и сопственикот на TikTok. Па сите сопственици на сите тие технолошки магнати, ние имавме текст во петокот каде што ги набројуваме и каде што ги велиме, во тој текст се вели не е само Илон Маск, кој му е, нели, десна рака, туку се и овие некои други, како што е Джеф Безос на Амазон, како што е Цукерберг или Закерберг поново, не знам како веќе да го кажам, на Мета и Фейсбук, кој му беше противника, сега е од негова страна и сега ги набројува. Тука е овој TikTok, зошто ја сменија страната, беа против Трамп, сега не се, многумина сметаат дека тоа е конформистички, зошто да влегош ти у конфликт со моќта на председателот, кој може да му служиш и од тоа да добиеш одредена или поголема материјална корист, така да ќе биде и тој од TikTok, веројатно некој дил ќе се направи бизнес, но ние тоа не можеме да го знаеме, ќе видиме наредниот период. Веќе има опција, јас не можам да го кажам сега името на кинеската компанија која е паралелна со TikTok и на која сите корисници американски кои се на TikTok веќе почнале да се префрлат на таа мрежа, бидејќи таа нема да биде забранета, а TikTok ќе биде забранет. Се на се, интересно е тоа дека на инаугурацијата е поканет, нели, кинескиот лидер Си Џинпинг, но ќе дојде заменик министерот за надворешни работи на Кина. А Трамп веќе вети дека у првите денови покрај ова со Путин што го реков, или ќе замине во Кина или ќе се сретне со кинескиот председател, што па се коси со онаа политика која најавува дека ќе се пресмета со Кина и со незината растечка економска моќ, што според Трамп представува најголема закана за економијата на Соединетите Американски држави, или забелешката е дека непринципијална има конкуренција во Кина, дека има, нели, крадење на производи, ефтина работна сила, сето она што ги нервира американците, и тој во првиот мандат се насочи токму кон Кина, па Бајден дојде се насочи кон Русија, па се очекува овој да повторно се насочи кон Кина, но еве Трамп во првите изјави рече дека у првите денови од својот мандат, покрај ова со Путин, ќе разговара и со Пекинг, што барем оака на моментов сакам да верувам дека е малку оптимистички, бидејќи ако продолжи таа трговска војна, не мора друга војна да има. Макар што и околу Тајван ќе имаат проблем, но ако продолжи таа трговска војна помеѓу Кина и САД, покрај САД и Кина ќе испаштаме сите ние во светот.
На големо и на широко ќе ги менува работите Трамп во Америка. Така како ветува, што ќе видиме што ќе ќе видиме, направи. Да, така ветува. Да позборуваме за уште една значајна и важна тема која што го одбележува вчерашниот ден, ослободени заложнички. Па по 15 месеци напредок во колку тоа околу Израел и Палестина и ова сето што се случува е кулминација за ниве 15 месеци, малку е премногу е несериозно да кажеме дека има помак во некои работи бидејќи многу луѓе загинаат и гинат уште, што на некој начин укажува дека ние до вчера што ги следиме овие состојби, не бевме на чисто дали ќе има прекин на огнот или ќе нема прекин на огнот. Имаше проблем со списокот на Хамас. Што се случи? Ослободени се првите 3 заложнички по подолго време, од 251 што се киднапирани пред 15 месеци, што беше увертира и причина за напад на Израел врз Газа, односно Хамас први нападнаа, нели? 3 заложнички, а утринава се пуштени 90 палестински затвореници од израелски затвори. Да резимирам, од 251 киднапиран заложник израелски, во првите неколку циклуси имаше обид и успех на 17 пуштени луѓе. Повеќето беа жени и странски државјани и тие што работат за странски хуманитарни организации. Па дојде до запирање, сега во новиот договор за примирие пуштени се 3 израелки, а за возврат се пуштени од израелските затвори 90 палестинци. Само да потенцирам, во договорот ќе биде во неколку фази, останаа уште 94 заложници израелски зборувам, од кои се смета дека се загинати околу 30 и нешто, убиени, загинати или како веќе не, и остануваат уште 60. Тие би требало да бидат пуштени наредниот секоја недела практично би требало да бидат пуштени по 3. Од друга страна Израел треба по 90 да пушта палестински затвореници од израелските затвори, кои ќе бидат според она што се наведува во извештаите, повеќето обични луѓе, ситни криминалци, но нема да има оние политички личности кои би можеле утре да ја повлечат палестинската елита да направат некаква политика, бидејќи ставот на новата администрација на Вашингтон е дека Хамас не може веќе да има власт во појасот Газа. Значи ќе треба некоја друга политичка струја да се направи, а политичка струја прават политичари. Така да и тоа е малце дискутабилно, кого ќе пуштаат израелците, кого нема да пуштаат. И сега останува уште Хамас, кој треба да ги пушта овие заложници. Почна да ги пушта, ќе видиме дали следната недела ќе пушти 3 и следна во каква состојба се, сега ќе има истрага што правеле, како правеле. Имаме изјави од Па добро, имаме изјави, но имаме и некакви извештаи како во јавноста ќе излезат и ќе кажат нешто, тие се исплашени, травматизирани луѓе, да си во заложништво не е мала работа. Значи е страшна работа, особено толку долго време. Ќе видиме што и како се однесувале Хамас кон нив, тие веројатно ќе кажат или нема да кажат, но оваа постапка со пуштањето сега на палестинците доведе до потреси во израелската влада. Ултрадесничарите и нивниот лидер и министер за национална безбедност поднесува оставка, излега од владата на Нетањаху. Ќе видиме тоа како ќе се одрази па на внатреполитичкиот дел во Израел, дали ќе падне владата на Нетањаху или нема да падне. Сега веројатно нема, бидејќи е во некој процес, но сериозно се подрива овој обид за мировен прогрес, кој ќе потсетаме прекин на огнот. Значи, ние гледавме овие 60 години, неколку овакви обиди, јас се сеќавам и паметам дека дури некои Нобелови награди добиваа за мир меѓу израелците и палестинците, па после 40 години, значи доби Клинтон, доби како тогашен претседател на САД, па денеска таа Нобелова награда џабе ја добил кога имаме уште покрвава војна, повторно проблемот Израел-Палестина, повторно палестинска држава, повторно Израел не се согласува окупираните територии да немаат присуство на израелска војска, што се покажа. Немаше израелска војска,
Хамас пред 15 месеци направи грозоморен терористички напад, така да јас колку што можам да видам ова примирие како да е направено како еден тип на обид на Трамп да му се даде ветер у грб дека еве он кога дојде веќе има нешто направено. Комплексен е проблемот, ќе видиме како ќе испадне сето тоа, да се надеваме дека ќе го остварат она што е планирано, тоа дека сите преостанати заложници ќе бидат пуштени, што се однесува до палестинците во тие затвори. Повторно ќе кажам, тие израелски, тие западни извештаи велат дека се пуштаат ситни криминалци. Сега, тоа веќе не е во склад со мировниот предлог, а дека главните палестински политичари кои ќе имаат утре потенцијал да направат нешто како политика, не зборувам за тероризам, зборувам за политика, да го повлечат палестинскиот народ, има некаква автономија, некаква држава, наводно, како што велат медиумите, се уште не се пуштаат од затвор. Андоновиќ, благодарам. Останува само да кажам во интерес на цела оваа анализа, да видиме како ќе помине инаугурацијата на Трамп. Значи во 18 часот треба да почне по наше време. Ќе видиме инаугурација, церемонијален дел, кој бил, кој не бил, да се надеваме дека све ќе помине како што треба и да очекуваме дека од утре, кога и тој официјално ќе се дојде на работа, нели како претседател, 47 претседател на САД, ќе почне нешто опипливо да прави, за да го видиме тоа во светот, а најважно во моментот во светот е да прекинат војниви, да стапи некако. Да нема жртви. Најважно е тоа во моментот за почеток да се почне така. Ние сме тука да следиме се што ќе се случува, како ќе изгледа инаугурацијата денеска. Секако тука е Слободен печат. Бидете со нас до самиот крај на денот, информирајте се преку вашиот омилен медиумски пријател и секако бидете низ нашите содржини се до самиот крај. Читајте Слободен печат.